Со председателот на СДСМ Венко Филипче. Добро вечер и добре дојдовте во Дневникот. Добро вечер, благодарам поканата. Господине Филипче, наметнавте една тема околу наводен увоз на мигранти во Македонија. Стана некако централна тема во изминатите денови од вашите прес-конференции. На што воопшто ја темелите? Што е причината поради која сметате дека ова е централната тема за која треба да се зборува во нашето општество? Прво дозволите да кажам дека денеска се потврди дека ВМРО-ДПМН ја продаде и ја предаде Македонија. Ја продаде за пари, за кредит од 6 милиарди евра, ја продаде за мигранти. За пари ги понижи граѓаните, мудри шлаканица, им кажа не е битно што вие мислите, сакате, како вие резонирате, вие не гласавте, ние сега ќе правиме што сакаме. Дали е важна темата? Еве да одговорам директно на прашањето. Дали ние наметнавме? Не ја наметнавме ние темата. Таа тема ја наметна релевантни британски медиуми, кои што во повеќе наврати кажа дека постои договор помеѓу нашата влада и британската влада да тука се носат мигранти за пари. Дали се тоа под превезот на некакви економски работници, дали се мигранти кои што не може да останат во Велика Британија, тоа е веќе ирелевантно, тоа се спинови на ВМРО-ДПМН и на премиерот. И кога ние видовме дека се случуваат такви работи, прво ја прашавме владата. Кога видовме дека не одговара и почна нас да не напаѓа, кога видовме дека информациите освен на релевантни британски медиуми почна да излегуваат на светски медиуми, во европските медиуми, тогаш интервениравме со многу чести пресконференции, со прашања до владата, на кои владата во ниту еден момент не одговори. Единствено нешто што направи, ги засали. Ги засали нападите кон мене лично и кон Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Владата демантираше. Владата вели не се разговара, нема да се разговара воопшто за темата носење на мигранти од Велика Британија. Значи тоа е одговор на прашањето дали разговарате, дали преговарате, има ли договор? Ако кажуваат така, тогаш има две опции за кои што тоа ќе го потврдат. Прво, нека ги демантираат британските медиуми. Зошто тогаш не одговараат на британскиот Таймс? Британскиот Таймс, еден од најрелевантните и најстари медиуми во светот, не само во Европа, кажува дека упатило прашања до македонската влада, тие не одговориле. Никој не одговорил. И втората работа, зошто не ја потпишат нашата предлог резолуција во која што експлицитно стои дека нема да дозволиме да се носат мигранти или економски работници или како и да ги крстат од Велика Британија, кои што се поврзани со финансии, како што соопштуваат британските медиуми. Не е доволно, ниту пак имаат кредибилитет нашите членови на владата македонска, ниту премиерот, кој што у неколку наврати знаеме дека кажува изјави кои што после тоа не важат. Да потсетам во периодот наназад. Не важеше Преспанскиот договор, ќе враќаше уставното име, ќе си даеше оставка ако се докажеше поврзаност на агенција за обезбедување со дискотеката во Кочаниш. Сето тоа се потврди, ова не се направи и сега како може да му се верува на тој човек за едно вакво сериозно безбедносно прашање. Вака не биле понижени граѓаните никогаш. Зошто? Затоа што треба да дојдат луѓе кои што Велика Британија ќе утврди дека не може да останат кај неа, а не може да се вратат ниту во земјите од кои што доаѓаат, а при тоа се осомничени или осудени за најтешките форми на прекршоци. Силување, трговија со наркотици. Тоа е засилувањето и заострувањето на европската политика во однос на миграцијата и како лесно и полесно сега сака да дозволат депортација. Со такви луѓе ние треба да си имаме на работа ако дојдат тука кај нас. Сериозно е загрозена безбедноста на нашата земја. Тоа е едно од суштинските прашања. Понатаму, кога мигранти веќе дојдоа во Косово, кога американскиот претседател потврди дека се преговара за мигранти во Србија, кога мигранти дојдоа во Албанија. Епа како тогаш целиот свет ли лаже, само нашата влада не лаже и треба да им се верува. Добра, ќе морам да ве прекинам за да ве потпрашам за дел од работите кои ги кажавте. Британски Таймс несомнено е еден од најрелевантните медиуми во Велика Британија, но на вашата веб страна вие цитиравте Great Britain News, например. Тоа знаете дека е таблоиден и идеолошки медиум, воопшто не може да се спореди со Times, со BBC, со Reuters и со други релевантни медиуми од Велика Британија. Најджел Фараш води таму емисија, мислам знаете колку е сето тоа исполитизирано и колку има одредена идеологија која што е сосема спротивно таа на Социјалдемократскиот сојуз и генерално на левите и политички партии. Тоа е едно зашто цитирате нерелевантни медиуми. Второ, Таймс пишуваше дека се размислува и има потенцијална можност за разговори со
Македонија, не дека е постигнат некаков договор и британската влада нема никаква потврда ниту за Таймс, ниту за некој друг медиум дека такво нешто е договорено или се договара со Македонија. Меѓутоа нема ни демант. Немаат експлицитен демант. И на крајот на краиштата, ајде да бидеме ние сериозна држава и како што предложивме, ајде да потпишеме заеднички декларацијата сите пратеници во собранието, која што ја прикажавме во јавноста, ја објаснивме, во која што експлицитно еве ќе ги тргнеме сите сомнежи на страна. Еве, ајде ние да си ја земеме работата во свој раце. Ајде ние да не дозволиме да се носат мигранти кои што може да загрозат безбедноста и финансиската состојба на земјата. Не може премиерот да спинува и да кажува нема да има илегални мигранти. Ке има ли легално донесени? Не може да спинува и да кажува дека нема да има кампови. Може ли да бидат сместени во специјални социјални станови за нив? Може ли да бидат сместени во некакви објекти кои што ќе се направат во слободните економски зони? Сето тоа е можно. Па да, ама не е потврдено, тоа сакам да кажам. Значи, е во форма на прашање. Добро. Мислам дека И затоа темата оттука предизвикува силни чувства, господине Филипче, кај јавноста. Вие знаете дека тоа е чувствителна тема и можеби изгледа делумно и како злоупотреба за политички цели кога работиме, кога зборувате на сензитивна тема за јавноста, за која нема докази во моментов дека такво сценарио постои. Добро, за да се осигураме дека е така, еве нашата предлога резолуција. Во нашата предлог резолуција точно, јасно и прецизно стои дека нема да дозволиме да се тргува со човечки судбини, дека нема да се носат мигранти или економски работници, како што ги нарекува партеникот Милошевски, или како и да ги наречеме, кои што ќе бидат врзани со некакви финансиски средства, кои што не можат да останат во некоја земја, во Велика Британија или во било која друга земја, таму, поради нивни критериуми, и на тој начин да се заштитиме. Еве го документот. Зошто не ја подпишуваат таа декларација? Зошто даваат друга декларација во која што повторно се манипулира со зборовите? Мигрантите биле вакви или такви, па ние сме земја која има подпишано конвенција за мигранти. Ние ги почитуваме сите меѓународни конвенции што се однесува до миграцијата и ние немаме проблем со тоа, сакат ксенофобија да ни налепат. Тоа е апсолутно неточно. И тоа е само дел од спиновите кои што ги прават со цел да го одвлечат вниманието, затоа што оваа работа во Велика Британија нашата влада ја потврдила. И ние имаме информации за тоа. И ние не си играме. Ниту пак некогаш сме манипулирале со чувствата на граѓаните. Сериозно сме загрижени дека безбедноста и економската ситуација, вака сега, каква што е кревка, уште да имаме мигранти кои што загрозуваат многу други аспекти на нашето живење, па да се грижиме и за нив додека буџетот е празен, нема пари ни за пензии, ни за плати до година. Ета декларацијата на маса. Да, ајде заеднички да ја подпишеме. И со тоа ќе ги расчистиме сите дилеми. Зошто да не го направиме тоа? Има ли подобар начин да се обединиме околу едно прашање, кое што е и тоа како, важно и не засега сите нас. Ке повторам, во ниту еден момент, ниту сакаме да политизираме, ниту партијата, ниту јас лично, ниту да постигнеме, ниту да добиеме некакви политички поени. Не, ние сме сериозно загрижени. Зошто премиерот кажува нема да има мигранти до март или до април? Што ќе се случи после тоа? Каже и јуни, затоа што вие алудиравте дека ќе има избори предвремени, па потоа ќе дојдат мигранти, денеска терминот кој го кажа беше јуни. И сега ќе продолжува секој изјава по еден месец. Еве декларацијата со која што ние ќе се обезбедиме дека таква работа нема да се случи кај нас. Во декларацијата имате во заграда ставено кога набројувате од никаде нема да се прифата таков тип на лица, во заграда вклучително и Велика Британија, потенцирате заради актуелноста нели на прашањето, меѓутоа Велика Британија е еден од нашите најзначајни стратешки партнери, држава која не признала меѓу првите, ни помагала за НАТО членство, за Европска унија, за реформи, инвестирала пари, бизнес сектор, развива и така натаму. Нели сметате дека малку се нарушува нејзиниот углед во државава во моментов без да има потврда од британската влада или од некој официјално лице или документ, се нарушува нивниот имидж преку ваквиот тип на документи во кои така се вперува прстот кон една наша пријателска држава. Сте имале ли можеби разговор со британскиот амбасадор или со некој во Лондон за ситуацијава која што ја имаме на маса? Кога кажав на почетокот дека сметам дека се граѓаните понижени како никогаш до сега, зошто? Поради тоа што според британските медиуми кај нас треба да дојдат мигранти кои што не исполнуваат услови да останат во Велика Британија. И за во Велика Британија не се добри, а добри се за кај нас.
Зошто треба да останеме слепот црево црна точка на Балканот, заедно со Србија, гледајќи како се однесува владата и целокупниот односи кон евроинтеграциите, блокадата, немањето реформи. Тоа ли треба да бидеме? Цел регион да оди напред во Европска унија, а ние да останеме со луѓе кои што, внимавајте, има уште една многу интересна работа. Тие луѓе кои што ќе излезат од таму немаат повторно право да бидат во Европска унија. Тоа значи дека владата нема намера да не носи кон Европа, ниту пак да ги решава проблемите. Тоа значи дека ќе останеме црна точка со мигранти кои што нема да може да влезат повторно во Европа. И уште една многу битна работа, ако некој го намалува угледот на Велика Британија кај нас, тоа е ВМРО ДПМН. Затоа што тајно ги спроведуваат овие работи. Ете затоа. Затоа што гледате како премиерот тајно, под маса, договара работи и постепено ги спроведува. Па тоа е намалување на угледот на еден од нашите најважни стратешки партнери Велика Британија. Денеска премиерот го повика јавното обвинителство да се позанимава со вашите ставови поврзани со мигрантите, ширење на страв, паника, ксенофобија. Како го коментирате тоа? И вие сте имале слични повици како партија кога премиерот тврдеше дека странски центри стојат позади палењето на пожарите кон крајот на летото и оној во Трубарево кој што се случи. Значи не е невообичаено меѓу себе да повикуваат обвинителството да спречи ширење на паника. Сметам дека Мицкоски е уплашен од вистината и затоа посегнува по сите механизми, вклучувајќи и закани. Најмалку има право тој да зборува. Да ја потсетам кога собира подписи за против некакви мигрантски напливи пред неколку години во ВМРО ДПМН. Да ја потсетам кога предупредува на кантонизација на земјата и така натаму меѓунационални судери, па тој најмалку има право да зборува тука, но да го оставиме тоа на страна. Сметам дека е уплашен од вистината, дека наскоро ќе излезат и многу други поконкретни работи во однос на овој договор и сега нема што да прави, се заканува со обвинителство. И тоа е класичен метод на дефокус. Тоа се работи кои што сме ги гледале во минатото и сметам дека е апсолутно само страф од вистината и ништо друго. Добро, тие ве потсетуваат на договори кои владата на ЗАЕВ во која сте биле дел ги усвојувала, односно одлуки на влада за изградба на центри за странци, за мигранти. Се сменили вашата позиција и лично и како политичка партија во однос на ова прашање откако сте во опозиција? Добро што ја спомнавте таа работа, уште една лага на ВМРО ДПМН и дел од нивните пратеници кои што вообичаено ја злоупотребуваат партиската говорница, да клеветат, да лажат, да шират лажни вести и така натаму. Центарот за странци е составна единица на Министерството за внатрешни работи. Центар за странци значи дека ќе се изгради место соодветно каде што ќе се задржат луѓе кои што се затекнати странци на нашата територија без пасош, на граница или било каде и тука се сместува доека не се расчистат тие работи. Центар за странци постои сега на сосем несоодветно место во бивша градинка во општина Газибава. Во околина живеат луѓе во згради, а тоа е практично треба да игра улогата на еден затвор. И сега ние сме гласале да се гради по соодветни стандарди. Нема никаква врска со мигранти, но фатени во тесто, фатени во тесно, нема што да прават ВМРО ДПМН, повторно уште еден од спиновите. Така да резимирам. Имаме документ, апелирам повторно. Ова е документ кој што ќе не заштити да се случи тоа што никој не сака да се случи. Да дојдат луѓе кои што не може да се вратат во своите земји поради тоа што се таму војни или несоодветни услови, се осудени по различни основи, не исполнуваат услови, внимавајте, да бидат задржани во земјите во кои што аплицирале за азил. За никаде не се добри, нашата влада отвара простор за кај нас. Вакво понижување не било никогаш. Добро, ќе видиме, времето ќе покаже дали ќе произлезе некаков документ или некаков договор, бидејќи во моментов се ова стравувања, стравувања дека такво нешто може да се случи, бидејќи нема потврда дека таков договор. Ако сме ние сериозна држава и ако имаме сериозна намера, па еве макар и стравување да е, хајде да потпишеме декларацијата. Зошто избегнува? Вистинското прашање е. Зошто избегнува ВМРО ДПМН да потпише декларацијата во која што јасно кажуваме што сакаме да не се случи кај нас. Ете, тоа е вистинското прашање. Зошто бегаат? Затоа што се договорени.
Добро, ќе покрај оваа тема во изминатиот период имавте серија на пресконференции, така наречени бомби, во кои тврдите дека се разоткрива криминалот на власта. Зошто не поднесувате кривични пријави или представки до антикорупцијската комисија? Зошто интерно само партиски, зошто од партиска говорница се водат ваквите обвинувања? Имате аргументи за дојавно обвинителство да поднесете нешто? Добро, многу институции може да реагираат на документите кои што ние ги прикажуваме. Да некоја компанија добие 161 тендер од 13,5 милиони евра во изминатите само година и пол. Тоа се пари кои што еден наш работник од 400 евра треба да работи 30 и кусур илјади месеци да ги заработи тие пари. Треба над 2.500 години да работи нашиот работник за 400 евра да ги заработи тие пари. Имаме друга фирма која што земала тендери во вредност од 8 милиони евра со само 2 вработени. И внимавајте, 2 сопственици блиски до ВМРО ДПМН. Па народот не е наивен. Ние поднесовме представка ние поднесовме на ВМРО ДПМН, чие што семејство ги добива тие. Сега зборувате општо само дека фирмата имала 2 вработени. Не, тоа е втората фирма, првата е со семејството, апсолутно така. Па тој како не ги решо. А што не ги директорот на решо? службата за општи заеднички работи дека во 2022 туѓа на фирмата од неговиот татко, кога ВМРО ДПМН била во опозиција и практично сите тендери потоа тврди дека не се поврзани со него и со неговото семејство. Да, и како така најнеже проделе фирмата и после добиле 161 тендер. Тој бил среќник што купил, а има слики заедно по социјалните мрежи. Гледате, никој не е наивен. Ние поднесовме документи во ДКСК, ќе видиме како ќе реагира. Да ве потсетам на почетокот на објавувањето на првата серија бомби од 2015 година, исто така никој не веруваше дека е тоа вистина, па после се докажа дека е вистина. Така да нашиот антикорупцијски тим ја шири платформата, утре ќе представиме и новата платформа на која што граѓаните сами ќе може да доставуваат документи и во таа борба нема да запреме. Тоа е нашата борба за еднината на државата. Имате ли доверба дека јавното обвинителство ќе отвори постапки, ќе ги истражи овие наводи за кои вие зборувате? И ова ве прашувам во насока на отворената постапка за разрешување на државниот јавен обвинител Куцевски, која како процес ја води владата, ќе дадете ли поддршка за тој да биде сменет од оваа функција? Гледайте, изминатите години и пол се што гледаме од страна на власта на ВМРО, знам, е само партизација на институциите. На секој ниво. Поставување луѓе кои што не задоволуваат во некои случаи ниту основни критериуми да обавуваат таа функција. Фалсификувани дипломи, гледавте, странски јазик, дури и факултет и така натаму. И тоа е таа партизација и мрак во која што ВМРО ДПМН сака да наврати исто како времето на Груевски. Да се влие на слободата на говор, да се партизираат институциите и да нема Европа. Тоа сценарио ние сме го гледале. Еднаш ги победивме и пак ќе ги победиме. Во контекст на конкретното прашање. Вистинското прашање е зошто нема реформи. Тоа е вистинското прашање. Какви ќе бидат персоналните решенија и зошто воопшто се посегнува кон некакви персонални решенија. Тоа никој не сака да го види. Тоа граѓаните не сака да го видат. Потребни се реформските закони. Ниту еден не е донесен. Потребен закон за јавно обвинителство, за судски совет, за движење на судски предмети. Потребен е нов кривичен закон. Тоа сакаат граѓаните да видат. Не упад во системот именување на еден човек со друг. Веќе назначи обвинител, веќе назначи член на судски совет и така натаму. Што сакаат да постигнат? Зошто повторно ги гледаме истите теркови на однесување како во времето на владење на Груевски? Целосна контрола на системот. Ние со тоа апсолутно не се сложуваме. И тука при тоа сакам да потенцирам, не сакам да бидам ничи адвокат. Јас јавниот обвинител не го познавам човекот. Но апсолутно сметам дека пристапот не е соодветен. Потребна е реформа на системот, потребен е дополнително финансирање на судскиот систем. На тој начин постепено ќе се враќа довербата. На овој начин апсолутно не.
ќе го толкуваме дека нема да гласате за разрешување на Куцевски. Во делот на финансирањето премиерот се противи на зголемување на платите и буџетот за судството и обвинителството во состојба на ниска доверба. Тоа вака на јавноста звучи некако и логично. Ако граѓаните не веруваат некому, не би требало да го наградуваат за сработеното. Добро, ама од тоа може да заклучиме дека премиерот смета дека граѓаните немаат доверба ни во пензионерите. Затоа што не им ги зголемува пензиите, соодветно. Им ги крати. Дека нема доверба во работниците. Нема раст на просечната и минималната плата, соодветно. Дека нема доверба во просветните и здравствените работници. Никаде нема раст на платите. Не се исплаќа социјалната помош. Излегува дека никој нема доверба во ништо. Што ми е поентата? Не може премиерот така да се однесува. Со неговиот однос, што направи? Прво ги навреди сите вработени во правосудството. Кога сите се обединеа и му упатија писмо, преседан. Никогаш до сега не се случило да се обедини судската и обвинителската фела и да му одговори на премиерот дека ставот не му е соодветен, вклучувајќи го и неговото однесување. Тој човек треба да се замисли што прави. Не е он монарх кој што ќе каже што ќе се случува, кој на колку пари треба да му се даде. Не. Неговата работа е да го реформира системот, да се спроведат реформските закони, но очигледно волја и капацитет за тоа оваа влада и премиерот немаат. Ајде во финалниот дел од разговорот за состојбите внатре во СДСМ, до кога ќе бидете вие единствениот партиски функционер на Бихачка? Добро, не сум јас единствен. Оставките не се констатирани и треба да се констатира на следниот состанок на Централниот одбор, кој што ќе го закажеме за вторник, и тука ќе се избере новото партиско раководство, новите подпредседатели и новите членови на извршниот одбор, практично една нова сила во партијата, една комбинација на искусни и млади кадри, ги адресираме сите наши групи, се отвараме фронт поради многу широката корупција на власта и со граѓаните, со младите луѓе, со сите политички чинители, со граѓанскиот сектор, зашто веќе се почнати состаноци, поради тоа што ние мора да ставиме крај на оваа криминална власт. Имате ли веќе список на луѓе кои влегуваат во раководството? Да, списокот е скоро готов, така да дозволете до вторник па да го презентирам во јавноста. Дозволете да бидеме љубопитни како новинари, колку од досегашните функционери во СДСМ остануваат повторно на своите функции? Бидејќи веројатно не беа сите одговорни и само тие одговорни за каков и да бил резултатот на социјалдемократија. Гледайте, се слушам со таа теза, меѓутоа другарите и другарките навистина покажа висок степен на политичка свест, другарство и апсолутно никој не е заинтересиран по секоја цена да задржи партиска функција. Сите се тие почитувани членови на партијата и мислам дека ќе се пронајдат себе си и да немаат функција, ќе дадат свој придонес, посебно гледајќи дека имаме работа со власт која што сака да го репризира владењето на Никола Груевски, да не стави во мрак надвор од Европа без реформи. Ние тоа нема го дозволиме, степенот на мобилизација е многу голем. Имавте ли проблем да екипирате нов тим со оглед на ситуацијата во која што е СДСМ длабока опозиција? Многу е полесно да екипирате партија кога сте пред доаѓање на власт или кога веќе сте на власт? Не. Луѓето приоѓаат, имаат многу енергија, имаат желба. Посебно што ние имплементиравме добри политики, нашата влада направи добри работи за граѓаните и за оваа држава. Ние некако го заборавивме членството во НАТО. Ја обезбедивме сигурноста на оваа земја, која што сега сакаат со некакви мигранти да ја загрозат. Ние правевме добри политики во социјалната сфера, за 300% се зголемија социјалните придонеси, платите пораснаа неверојатно во здравството, одлично растеа со одлична динамика во образованието. Имавме добри политики за младите, имавме европска перспектива. Дали Европа не разочара? Да, не разочара. Ама дали е тоа причина да се откажеме? Не е причина да се откажеме. Нема друга иднина за нас, освен тоа што ние го правевме во
времето на владењето наше претходно 7 години. Ке има ли во раководството од пратеничката група, има ли соработка помеѓу вас и пратеничката група? Самиот координатор Оливер Спасовски потврди дека во еден момент и си поднал оставка од координатор, па потоа сте разговарале и се вратил. Има ли тука сериозни несогласувања? Не, дали има разлика во мислењата? Да. И тоа има од секогаш. Ама во заеднички дебати, дискусии, сето тоа значило еден брейнсторм од кој што излегувале најдобрите предлози, политики, идеи и така натаму. Оливер Спасовски е еден од моите најблиски соработници. Соработката потекнуваше од времето на владата. Неколку стотини седници на владата и состаноци на кризниот штаб, додека Оливер беше технички премиер, додека ги димензиониравме мерките за поддршка на граѓаните да не остана на улица ниту без пари, заедно со тогашната министерка Нина Ангеловска, и одличната комуникација и соработка траел тогаш. Стравувате ли од избори во оваа ситуација во која сте сега пред формирање на ново раководство, многу скоро до изборниот пораз од локалните избори, а ова ве прашувам затоа што со оние пресконференции во кои ги поврзувавте потенцијалните избори овда со изборите во Унгарија или во Србија, иако не можев да разберам зошто е релевантно каде има избори кога Македонија носи одлука за тоа дали ќе има изборна трка, како некакво предупредување до власта или како опит да предомислите да не се одлучи на таков чекор, напротив една опозиција нели би требало да сака да има изборна трка побрзо. Па гледайте, оваа власт не ја крие добрата релација со Србија, не ја крие добрата релација со унгарскиот премиер Орбан. Тие две земји најверојатно Унгарија има избори на пролет некаде. Вучич најави во Србија во следните 6 месеци, така да тие избори ќе се случат. Гледаме таму како се активни студентите, гледаме дека таму веќе ќе има вистинска пролет и ќе се случат вистински демократски промени после долгите години стагнација од европскиот пат. Луѓето сакаат да видат прогрес. А Орбан и Вучич како најголеми поддржувачи на нашиот премиер, очигледно е според сите испитувања дека постепено ќе оде во политичка пензија. Без нивната помош завршува политичката кариера на Христијан Мицкоски. И затоа тој кажува дека ќе има ситуација во која што нема да има мигранти до март, до април, еве денеска кажал јуни. Што тој всушност кажува? Ќе има избори, ќе се обидам да добијам мандат, а после тоа ќе донесам мигранти. Мигранти кои што ние имаме добра пиаровска којна, ќе продадеме дека добро е да се тука и така натаму, додека нема да има пари и пензии. Ние тоа нема го дозволиме. Ако прашате како, со сите демократски средства. Спремни сме да се бориме за избори затоа што станува збор за еднината на државата. Господин Винко Филипче, благодарам за